Оптички томограф и ретинална камера, биомикроскоп, тонометар, сет за ортооптика, офталмоскопи и апаратура за изведување хируршки зафати, се само дел од современата медицинска опрема која денес ја доби клиниката за очни болести во Скопје. Преку инвестиција вредна $1 милион, клиниката доби опрема од последната генерација апарати за диагностика на очни болести, која официјално во употреба беше предадена денес од страна на премиерот Никола Груевски и министрите за здравство и образование. Поред Тодоров, новата апаратура ќе овозможи апликација на современи методи за кои што досега пациентите биле испраќани на некои од приватните клиники или пак на странските клиники. На овој начин и со оваа опрема ќе се овозможи не само третирање на поголем број на пациенти, него и поквалитетно третирање, ќе се намали листата на чекање и чекање за определени интервенции и нормално се зголемува квалитетот на целата здравствена услуга. Првиот лекар воедно истакна дека од 18 септември ќе има обуки за посебни методи што се работеле во државата, со што Македонија за краток период ќе биде во чекор со сите офталмолошки клиники во регионот. Како дел од новата опрема во вредност од околу $9 милиони, инсталирана и оптичко-кохерентна томографска лабораторија, која ќе им помогне на професорите во делот на научно-истражувачката дејност. Таа лабораторија има вредност од скоро $9 милиони. Истата е битна да се истакне дека може да се користи и во рамки на научно-истражувачката дејност, че тоа е една лабораторија која ќе им помогне на професорите, на докторите, на сите што сакаат понатаму да работат во делот на научно истражување, да можат да ја стават во функција и секако да можат своите трудови да ги објавуваат во списанија кои се нормално признаени во светски рамки. Останатите набавени офталмолошки апарати за реализација на целиот проект вреден $3 милиони ќе се инсталираат во повеќе од 20 здравствени установи низ државата. Нова опрема ќе добијат клиничките болници во Битола, Штип и Тетово, очните оделенија во болниците во Прилеп, Гостивар, Куманово, Охрид, Струмица, Велес, Кочани, Кратово, Гевгелија, Радовиш, Дебар и Кавадарци и офталмолошките оделенија во поликлиниките Јане Сандански, Битпазар и во амбулантата Железничар во Скопје, како и во здравствените домови во Свети Николе и Ресен.